nie da raz. O, i wchodniki. Uwaga. Proszę, zróbcie jeszcze z tej strony. No już wyszedł latrę, może to jest tej strony. Ale fonie jakiej mamy. A ova? Odluka je isto tamo, ne javališ, ne samo... Dobro. Znači samo ova go vadam, odčitam i ti go podam. Da. A ovije se za ambasador, za Demir Kapije, Prvo nagradite, pa... i ova. A kaj ti se ti je nagradite na kraju? Ne, ne grane sa palite. Aha. Samo treba da... Kulite. Počitati, ne. Pa ne ti treba. Čekaj, kaj ti stavиш? Kulite ti parna. Ама много толкова го патите, не пък ти парна. Ау, да видя. Čekaj da ti ги ставам се. To je signal izdata ne za snimanje Папа Палестина. Да, знам. Епа не имаше ко бевме на мекици, на Мишко, беше ова шо ти е? Покана некоја. Покана резервна. Аха. Таму од кој ќе ги слика. А овие јас ќе ги наредам таму. Да разсветам јас овде да станам. Ti prodavaš da se može pakoš u време. Isto pakoš i И сега можеме и веднаш на клипото да ги ставам. Јасно, че сега ти си ги слика. Само да ги слика е господинот, кога ќе ги слика, ќе ги наредиме и ние да ги сликаш. Ќе биде тоа таму, тој дел слободен, а ќе ги наредам таму тоа. Pa za vrtjela mislim ovdje. Не, он сега внатре тоа прво кој ќе го слика и ќе ги ставам Ne, јас. ti je isto. Ще чекаме на крај ќе ги слика. Или ќе ни кажа он треба да ги ставим, за да ги слика. А да исправам вака наградата? Одлука не им даваш ни, така? Ne, ne. Kovrto, ako ti dalo na него ti zemlje, ti ti mu daješ kovrto.
Да, смета ми. Дрежи още малко. Dobro. Ще поминува така питане, затоа под една стопа. За да може луѓето да стане убаво, да дојде до тебе. Затоа едниот стол го требна. Ovdje je 2, tamo je 3, 400 da вземем 4 от ресторанта. Да не го затворим отвън. Ама не ме да и стане сега. Само да и стане тук, после отключат на себе, ще идем после. О, дойде. Да. Сотаря е договорено. Шерфи. Джемте. Искаш това има тук водичка или не? Воден да се главда листа. Ще много вкусно. А Оле, и овие да ги отнесеме тамо. Ало, Вера. Ајде да однесеме само нешто до кафана и се враќаме. Ajde. Pa ne. Kaj se da, jaz sem tam, Леле, што е може, Боже, што е пристание, што е плакат, што е нормално. Е, тоа го имamo пишано точно. Станото дека. Браво. Много интересна. Полезна емисия. Так се намали. Трябва да Практично. Това беше наградния география. Успешна приказна.
Ja sam tu se odvižam, koliko si slobodno ovako. Ne. Ti si pod protokolom kaj, a ja 6 minuta. Tako da. Kako se dovodite? U ramki tamo. Su Skopje? Da, u Skopje. U ramki tamo. Normalno ste Da. Ali zapošljavaš najpovoljniji 10 godina. Posebno na penziju. Почитувани гости, како член на одборот на Хуманитарната фондација професор доктор Љупчо Ајдински, ми припадна голема чест и задоволство да ја водам оваа свечаност и да ве поздравам и да ве запознам со основните информации за фондацијата, незините основачи и со изложените експонати во просторијава. Но пред тоа, дозволете ми од ваше и од мое име да му го честитам на професорот Љупчо Ајдински неговиот 86-ти роден ден. Нека ни е жив и здрав и со многу продолжување. Почитувани, фондацијата професор доктор Љупчо Ајдински е хуманитарна фондација која е основана и регистрирана во Централниот регистар на Македонија во 2012 година од страна на брачниот пар хуманистите Марија и Љупчо Ајдински. Целта, како што е наведено во статутот, е да доделуваат парични награди на лицата со попреченост, установи дефектолози што работат со такви лица, на лица со пречки во развојот кои постигнале успех во рехабилитацијата и образованието, стипендија на студенти што се запишуваат на Институтот за дефектологија со највисоко постигнати поени, награда на студент првенец на генерацијата што ги завршува дефектолошките студии со постигнат највисок успех и парична награда на стручњак за постигнати научно-истражувачки резултати во областа на дефектологијата и социјалната заштита. Минатата година одборот на фондацијата донесе одлука покрај овие награди од 2016 година да се доделуваат и високи признанија за постигнати значајни хумани активности на поединци, установи и здруженија кои се грижат за лицата со попреченост. Одборот исто така донесе одлука доделувањето на наградите и други свечаности да се одржуваат секоја година на 28 април, родениот ден на професорот доктор Љупчо Ајдински, почнувајќи од оваа јубилејна година кога професорот полни 85 години и ја започнува својата 86 година. Професорот доктор Љупчо Ајдински, кој е носител на фондацијата, е роден на 28 април 1930 година во Новосело Струмичко. По завршувањето на основното и средното образование во учителската школа, ги завршува и педагошките студии на Филозофскиот факултет во Скопје, а дефектолошките студии во Белград, каде докторирал на дефектолошкиот факултет. Започнал да работи 1948 година како воспитувач во детскиот дом за деца нападнати борци во Тетово. Потоа како директор на пионерскиот дом во Струмица, па како советник, односно инспектор во областните поверенства за просвета во Битола и Штип. Бил околиски школски инспектор за основно образование и професор во гимназија во Струмица.
Долги години работел во Републичкиот орган за социјална политика од 1956 до 1978 година, каде ги минал сите скалила во напредувањето во работата. Од млад референт до помошник министер за социјална заштита. Од 1978 до 1986 година бил задолжен за здравство и социјална политика и председател на координативниот одбор за унапредување на крводарителството. А од 1986 до 1991 година бил пратеник во Сојузниот одбор на Сојузната скупштина. Додека работел нови работни места, поради немање на соодветен стручен кадар, паралелно работел со дополнителен работен однос, изведувајќи наставничка дејност во гимназијата во Струмица, на Вишата школа за социјални работници и на Дефектолошкиот факултет во Белград до 1986 година. Од 1993 до 2000 година работел како раководител и основоположник на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Имал 2 специјализации по 6 месеци во Англија, Шведска, Холандија и Америка. Учествувал и одржувал предавања на конгреси, симпозиуми и семинари во околу 15 европски земји, како и во Америка, Канада и Австралија. Има напишано и објавено 36 книги, монографии и учебници и над 120 стручни труда објавени во домашни и странски списанија. Учествувал и раководел околу 10 домашни меѓународни истражувачки проекти од областа на дефектологијата. Во својот 65 годишен работен век направил голем број хумани дела. Хонорарот што го добивал професорот Љупчо Едински од дополнителниот работен однос го поклонувал на специјалните установи и на лицата со попреченост. Финансиските средства од наградите што ги добивал, ги донирал во изградба на црквата Свети Климент Охридски во Скопје, во изградба на манастирот Свето Преображение во Крушево, што започал да го гради Тоше Проески, и во изградба на спомен домот на мајка Тереза во Скопје. Од 1998 година до денес има доделено 47 парични награди на лица со попречености, установи и дефектолози. Во 2009 година ја предводел делегацијата што 19 дена го придружувала велосипедистот од Скопје до Ватикан во Рим, кој носел писмо со покана од македонскиот народ до папата Бенедикт XVI за да дојде во Македонија и да ја прогласи мајка Тереза за светица. На денот од 100 годишнината од раѓањето на мајка Тереза во 2010 година поклонил 2 мермерни плочи со нејзиното име на Институтот за социјална политика и социјална работа при Филозофскиот факултет, што го носи нејзиното име. При заминување во пензија ја поклонил својата библиотека со повеќе од 1500 книги на институтите за дефектологија, педагогија, психологија, социјална политика и социјална работа. На 100 годишнината од одржувањето на Конгресот на Струмичкиот револуционерен округ на ВМРО во 1905 година, професорот во 2005 година подигнал спомен обележје со мермерна плоча со имињата на војводите што учествувале на Конгресот, а секретарот на Конгресот Иван Илиев Ајдински, прадедо на професорот, му подигнал спомен чешма на истото место каде постоело чешмиче,
кога се одржувал Конгресот. И на крај, да споменам и за еден негов завет што му лежал на душата. Во 2015 година подигнал биста на неговиот прадедо, револуционерот, илинденецот, социјалистот и првиот адвокат со правен факултет во Струмичко од 1914 до 1919 Иван Илиев Ајдински. За својата 65 годишна работа професорот Љупчо Ајдински има добиено 8 светски награди, 4 одликувања од председателот на СФРЈ. Националните награди од Република Македонија се од големо значење за професорот Свети Климент Охридски, 11 октомври и Мајка Тереза. Ја има добиено и наградата 13 ноември од градот Скопје. Наградата индивидуален филантроп од Центарот за институционален развој. Посланието Скопјанката Нобеловка Мајка Тереза од Граѓанската асоциација Скопјанката Мајка Тереза и повеќе од 50 признанија, благодарници, пофалби за почесно учество од установи и организации што ги создал, унапредувал во Македонија и во поранешните југословенски републики. На крај, ќе ве информирам што содржи просторијата во која се наоѓаме. Лево од влезот во просторијата се изложени поклоните и спомените што ги добил професорот Љупчо Ајдински од установи и градови во Македонија, Европа, Америка, Канада и Австралија. Десно од тоа е прикажан преглед на сите досега доделени награди од фондацијата. До овој преглед изложени се напишаните книги од професорот, книги во кои е пишувано за него и во кои му се поклонети од негови колеги и пријатели. Веднаш до нив е поместена личната и општа документација за околу 20 документи од неговата работа, а десно тоа се прикажани дипломите за неговото образование, добиените одликувања, наградите, потоа околу 120 CD-а со филмови и 22 албуми со фотографии од неговиот живот и дејноста на професорот. На десната страна при влезот во просторијата на ѕидот се поместени 50 признанија, благодарници, дипломи и повелби за почесно членство што ги добивал професорот од установи и организации, што ги има основано или помагал во нивниот развој. На работната маса има поставено информативни текстови од кои можете да видите што се наоѓа во оваа просторија. Ви благодарам на вниманието. Сега ја поканувам поетесата Сава Таковска да ја прочита својата прекрасна поема. Повелете. Најпрвен честитки за роденденот на нашиот прекрасен Љупчо. Инспирирана од емисијата што одеше во неделата за него во траги во времето на Радио Скопје. Не можев да се воздржам, емоциите беа појаки и ја напишав оваа песна. И веднаш потоа му прочитав. Не сретнав, не видов во мојот животен век, не видов човек со такво големо дело како момчето од Ново село, кој го изодува својот век со хуманост и доблести и доказ дека за се има лек, само треба да си човек кој умее да сака и подава рака, а не една подадени раце сноп како најголем филантроп со наследени гени кој светот им го смени на многумина, чиј живот
беше темнина. Тој надеж им даде, да знаат каде да одат, пристоен живот да водат. А за тоа да се случи, еден прекрасен човек ги учи. Со признанија светски, нашиот почитуван професор доктор Љупчо Ајдински. И не престанав да се прашувам, но наглас кажувам, може ли толку да си хуман и вреден? Зошто потребни се повеќе животи, не еден, кои не се бројат на прсти, за да се остави такво дело со чисто лице и бело, како момчето од Новосело, кој остава најсветла трага во својата животна сага, доблести и едукација, пример и гордо за нашата нација, нашиот хуманист, професор доктор Љупчо Ајдински. Прекрасна вест за човечноста чест. Во ова соба, иако во трета доба, овој ден, на својот роден ден, на славеникот, ги гледаме материјалните докази за кои се гледа и слуша и потврда за неговата голема душа, што не може да се спакува. И додека секој од нас се ракува, од срце му посакува многу здравје и живот долги години, со Марија години фини, да се чувате и радувате, години да броите, среќни сме што постоите. А јас сигурно знам, среќна сум што ве познавам. Ви благодарам. Благодарам. Го мола председателот на одборот на фондацијата професор доктор Горан Ајдински, декан на Филозофскиот факултет Скопје, да земе збор и да ги објави добитниците на наградите и признанијата. Се извинувам. Благодарам, почитувани гости, драги пријатели, роднини, почитувани колеги дефектолози. Би сакал да ве поздравам и да ви се благодарам воедно на денешното присуство денес по повод доделувањето на овие наградни и признанија по нашата фондација. А воедно би сакал да му го честитам и роденденот на нашиот професор Чичко, Вујко, дедо и пријател професор Љупчо Ајдински и да му посакам да не води во оваа мисија уште долги години, да го служи здравје, среќа и се надевам уште многу енергија, да не сплотува, да не обединува во правењето на своите врвни дела и пред се хуманост. А се околу наградите, да ги прочитаме право, тоа се 3 награди доделени од фондацијата. Прво, установата за заштита и рехабилитација Детски Свет Исток, како најдобра приватна рехабилитациона установа во Скопје. Елена Ѓоргиевска, студент на Факултетот за туризам и менеджмент, како најдобар корисник на дневните центри за заштита и рехабилитација од Скопје. И Самир Грбле, како најдобар дефектолог, практичар вработен во специјалната паралелка од основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во Гостивар. Фондацијата додели 3 признанија. Прво, на неговата екселенција господин Иван Петков, амбасадор на Република Бугарија во Република Македонија, за неговата хумана дејност во областа на заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со попреченост во развојот и соработка со Сдруженијето за помош на лицата со аутизам во мојот свет од Скопје. Специјалната установа Демир Капија за долгогодишна заштита и рехабилитација на лица со тешка и длабока психичка попреченост. И признание на Сојузот на дефектолози на Македонија за долгогодишна активност и вклученост на дефектолозите во заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со физичка и психичка попреченост. Ја дека не сакам сега да менувам водителката, меѓутоа мене ми ќе представува таа чест да го повикам професор Љупчо Ајдински,
да ги додели наградите, а Џулиета Единска, исто член на нашиот одбор, да ги прочита. А професорот ќе подели, повелете. Благодарам. Фондацијата професор доктор Љупчо Едински доделува парична награда од 10.000 денари на приватната установа Детски свет Исток, како најдобра рехабилитациона установа за заштита, образование и рехабилитација на лица со попреченост во развојот за 2015 година. Фондацијата професор доктор Љупчо Едински доделува парична награда од 10.000 денари на Елена Ѓоргиевска, студент на Факултетот за туризам и менеджмент, како најдобар корисник на дневните центри за заштита и рехабилитација од Скопје за 2015. Фондацијата професор доктор Љупчо Едински доделува парична награда од 10.000 денари на Самир Грбле, како најдобар дефектолог, практичен, вработен во специјалната паралелка во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во Гостивар за 2015. Сега ќе ги доделуваме признание. Фондацијата професор доктор Љупчо Едински доделува признание на неговата екселенција господинот Иван Петков, амбасадор на Република Бугарија во Република Македонија, за неговата хумана дејност во областа на заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со попреченост во развојот и соработката со Сдруженијето за помош на лица со аутизам во мојот свет од Скопје. И да ви уверя, че и за напред ще работи както той, така и цялото посолство тук. Както за децата и хората с аутизъм, така и тези с специални потребности. А от мое лично име искам на вас и на вашата съпруга и на цялото семейство да ви пожелая да сте жив и здрав и да ви уверя, че който дори само веднъж ви е видял и оставили сте една голяма следа на хуманизъм и че най-важното е да имаме големи сърца. Жив и здрав! Фондацијата професор доктор Љупчо Едински доделува признание на јавната установа специјален завод Демир Капија за долгогодишна заштита и рехабилитација на лицата со тешка и длабока психичка попреченост. Фондацијата професор доктор Љупчо Едински доделува признание на Сојуз на дефектолози на Македонија за долгогодишна активност и вклученост на дефектолозите во заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со физичка и психичка попреченост.
ден на сите. Јас себе би сакал да се заблагодарам јавно од името на сите добитници и да му го честитам роденденот на професорот. Јас само сакам да истакнам дека сум многу горд што ја представувам институцијата која што оваа година има 65 годишен јубилеј, тоа е Сојузот на дефектолози на Република Македонија, чиј основач и еден од председателите, сега и почесен председател е професорот доктор Љупчо Ајдински. Уште еднаш благодарност до професорот, благодарност до фондацијата од името на сите наградени. Благодарам. Почитувани гости, ве повикувам да ја разгледате изложбената просторија, а потоа ве поканувам на коктел во ресторанот Еснав, кој се наоѓа во непосредна близина на оваа просторија, десно од истата. Благодарам на вниманието. Повелете. Тука некаде надолу. Па може и сега да го земете во ресторан, во вода ќе го стават во чашче. Ајде оди горе ќе се види. Ајде. Точно врха управо се деле. Шача. Друго заедничко или тук е професор. Ево ка очи. Ставија ке очи. Има сега право живење со подршка за лица со аутизам. Браво. Браво.